Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина, уште една емисија по волјата Божја, онака како што Господ сака и да биде. Кога зборуваме за волјата Божја, Исус ни дава најголем пример во Новиот Завет. Всушност, кога зборуваме поточно за волјата Божја, ние можеме да видиме во целата Библија, во целото Свето Писмо, само неколку луѓе кои живееле по волјата Божја. Затоа, нека не бидат и тие луѓе пример кои што живееле по волјата Божја. Се разбира, кога ќе го читаме Светото Писмо и видиме дека овие луѓе кои целиот свој живот му го посветиле на Бога и живееле по волјата Божја, всушност Библијата ни открива дека тие луѓе живееле по Божјите стандарди, по Божјиот закон. Како резултат на тоа, овие луѓе не вишле смрт. Исус Христос бил најголемиот пример да се живее по волјата Божја. Тој ни дал пример како можеме да живееме по волјата Божја. Јас верувам дека овие емисијата Гласот на вистината е по волјата Божја. Да можеме преку оваа емисија да го слушаме гласот Божји како негов народ, затоа што неговиот народ го слушаат неговиот глас и врваат по него. Тие не само што го слушаат, туку многу оддалеку и го препознаваат Божјиот глас, затоа што Божите луѓе, народот Божји, се навикнати на Божјиот глас. Исто како што синот е навикнат на гласот на неговиот татко. Зборувам исклучиво за една прекрасна тема. Тема која што верувам дека ќе донесе многу благослови во нашиот живот. Тема можеби која ќе не стави во размислување како можеме да се приближиме до Бог. Има ли одреден термин, одредено време како можеме ние да се приближиме до Бог? Библијата ни зборува дека не постои време, туку Бог чека на нашето срце. И тој не кани веќе 2000 години преку Исус Христос, неговиот син, да се приближиме до него, се разбира до самиот Бог. И денеска можеш да направиш една таква одлука во твојот живот. И денес можеш да направиш еден тако чекор, како можеш да се приближиш до самиот Господ Бог. Светото Писмо е единствената книга која зборува како можеме да се приближиме до Господа. Се разбира преку Исус Христос. Бог не отфрла како наш небесен татко, туку сака да има, се разбира, близкост со нас. Ќе отвориме во Евангелието на Матеј 11 глава и ќе читаме од 28 па до 30. Всушност, ова е една генерална врата отворена, еден генерален повик кон сите нас, кон сите оние кои сакаат да се приближа до Бога. Бог ги кани, се разбира. И еве што ни вели Светото Писмо. Дојдете кај мене сите вие кои сте изморени и натоварени со тешки бремиња. Јас ќе ве одморам. Земете го мојот јарем на себе и дозволете ми да ме научам, бидејќи сум нежен и кроток по дух, и тогаш вашите души ќе се успокојаат. Земете го мојот јарем е лесен, како што е лесен и товарот што јас ви го давам. Еве го повикот Божи до сите нас. Бог не кани веќе 2000 години. Тој сака да биде до наша близина. Всушност во наша близина. Бог сака да биде со нас.
кога ќе го читаме Стариот Завет, ова колку било важно Бог да биде со Божиот народ, Бог да биде со Израилот, било многу клучно и многу важно, па дури при самите војување со останатите народи кога Израел војувал. Секогаш, кога Бог бил со Израел, Израилот извојувал победа. Затоа, читајте го Стариот Завет. Многу е важно и многу е клучно. Исус дал ветување кон црквата, кон својот народ, дека ќе биде со нас и дека нема да не остави сираци. Ќе биде со нас, се разбира, до свршетокот на светот. Бог сака да биде со нас. И тој денес те кани. Тој денес те повикува да бидеш со Него. Но Библијата исто така ни открива што е тоа што не одвојува од нашиот Господ Бог. Што е тоа што го прави многу далеку да биде од нас? Кога ќе го читаме Светото Писмо, ја читаме книгата Создание, или книгата на еврејски наречена Берешит, ќе откриеме уште на почетокот што е тоа што не одвои од нашиот Господ, не направи многу далеко од Него. И ние минатата емисија разгледавме неколку клучни и многу важни работи. Ја разгледавме првата глава, втората глава и третата глава. Се разбира, не цели глави, одредени делови каде што Бог зборува што е тоа што може човекот денеска да го одвои од Господа. Видите, Бог не останува пасивен и неодговорен, а да не го предупреди човекот. Денеска тој систем кој го гледаме пред многу илјади години, кога Бог го создавал светот, е истиот систем, непроменлив. Бог секогаш не предупредува како наш небесен татко за опасноста која следува. Тој не советува на кој пат треба да чекориме и што треба да правиме. Кога ќе го читаме Светото Писмо, ќе откриеме како Бог го предупредува првиот човек Адам. И таму ќе отвориме во втората глава, како што видовме минатиот пат, минатата емисија, и еве што му вели Господ. И му заповеда Господ Бог на човекот велејки: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за запознавање на добро и на зло. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него и ќе умреш. Потоа подоцна видовме дека Адам во третата глава стана непослушен кон Господ за оно што Господ го предупреди. И потоа веќе во петтата глава од ова иста книга Создавање, видовме кога Адам наполни 930 години умре. Но Бог го предупреди и човекот стана непослушен. Всушност, во оваа трета глава исто така го видовме паѓањето на човекот од Божјата хармонија. Видовме дека платата за гревот е смртта и дека последиците од навлегувањето на гревот се огромни. И ние набројавме неколку работи, клучни работи. Видовме дека човекот изгуби многу драгоцени можности и привилегии кои му беа дадени да може човекот да ги ужива. Всушност, една од клучните фактори беше човекот да ја ужива таа блискост како татко и син. Само на брзина ќе ги набрам овие нешта и потоа ќе продолжиме понатаму, се разбира, со Божја волја и со инспирација на Духот Свети. Човекот го изгуби Божиот мир. Бог се сокри од него. Човекот го изгуби пристапот кон Господа, блискоста. Гревот го отстрани од своето присуство на Господа. Протерувањето од Едемската градина, рајот, губење на совршенството и човекот го изгуби, се разбира, вечниот живот. Но, сепак, Бог ни дава втора шанса преку Исуса Христа. И тоа Божјо ветување го гледаме во третата глава, 15 стих. Планот Божи за блискоста Божја. И еве што ни вели Словото Господово.
Ставам непријателство помеѓу тебе и жената, и помеѓу родот твој и породот незин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш за петата. Ова е првото месијанско ветување. Ова е Божиот план даден за човекот, не за Бог, за човекот. Како Бог може да се приближи до човекот? Како Бог размисли човекот повторно да се врати во таа првобитна состојба. Всушност, човекот да се врати повторно кај Бог и да ги ужива сите овие благодати кои Господ му ги даде на човекот, меѓутоа со самата непослушност, со гревот, човекот ги изгуби сите овие благодати кои Господ му ги даде, овие можности и се разбира привилегии. И затоа денеска човекот умира. Бидејќи Библијата вели многу јасно и гласно, платата за гревот се разбира е смртта. Значи, платата за гревот е смртта. Ни преостануваат уште 2 емисии. Денешната и наредната, за да можеме да ја завршиме оваа година. Затоа што сме чекор до самата нова година, до таа 2024. Но нека биде се разбира волјата Божја. Темата за ова вечер, како што реков, Бог те кани денес, поблизу до Бог. Во оваа емисија ќе видиме што е тоа што не одвојува од нашиот Господ и Спасител. Како што реков, гревот. Човекот го носи товарот на гревот, обремен, паднат, истоштен, слаб, немојкен и осуден за во пекол. Гревот е тој кој што не одвојува од нашиот Господ, а Бог сака да биде, се разбира, со нас. Ке отвориме во првата Мојсеева, 3 глава, ќе го прочитаме 18 стих. И еве се разбира што ни вели Господ Бог. Всушност, ке отвориме во втората книга на Мојсе или книгата Излез и ќе видиме што таму Господ ни зборува. Сакам да ви дадам еден класичен пример дека Бог сака да биде со нас. Бог сака да биде буквално со нас. И еве ние ќе видиме што Библијата ни зборува. Втора книга на Мојсе или книгата на Излез, 3 глава, 18 стих. И еве што ни вели Словото. И тие ќе го слушнаат гласот твој, а ќе бидеш и ти, израелските старишини кај царот египетски, и ќе му речете, Господ Бог на евреите, не повика да појдеме на 3 дена пат во пустина, за да можеме да му пренесиме жртва на нашиот Господ. Всушност, со други зборови, пишува да му служиме. Кога ние му служиме на Господа, ние сме во блискоста, се разбира, во блискоста Божја. Потоа во 5 глава, 1 стих, еве што Господ му вели. А потоа Мојсе и Арон дојдоа кај фараонот и му рекоа вака. Вака вели Господ Бог Израелев, пушти го народот мој да празнува празник во моја чест во пустињата. Значи, повторно гледаме како Бог преку устата на Мојсе, Арон и останатите му зборуваат на фараонот што е волјата Божја за неговиот народ. Волјата Божја за неговиот народ е народот да му служи на Господа. Да биде близу до Господа и Господ да биде, се разбира, со нив. Иако евреите беа 430 години во Египет како робови, всушност заради нивната непослушност, сепак Бог не го остави својот народ, туку тој беше со нив и тој е тој кој го слушна нивниот пискот и ги виде Бог неговите маки и го испреќа Мојсе назад, за да може да го пушти народот Божи
царот египетски и да му служи на Господа и народот Божи да биде со Бог, а и Бог да биде, се разбира, со нив. Потоа, во 20-та глава од ова иста книга, втората книга на Мојсей, или книгата Излез, еве што таму ни е запишено. 20 глава ќе читаме од 1 до 3. Тогаш ка Бог ги кажа сите овие зборови велејки: Јас сум Господ твојот Бог, кој те извади од земјата египетска, од куќата на робството. Немој да имаш други богови, освен мене. Повторно гледаме таа војля Божја, дека Бог сака да биде со нас и ние со Него. Но има нешто, како што реков, што не одвојува од Господа. Видовме гревот и понатаму се разбира ќе продолжиме со Божја војля, нели, што е тоа што не одвојува од нашиот Господ Бог и што е тоа што ќе може да не сплоти со нашиот Господ Бог, да имаме заедништво, се разбира, а Библијата зборува за тоа заедништво со кого треба да биде. Затоа до тогаш имајте убава и благословена вечер. Господ нека биде со вас и Бог нека ве, се разбира, благослови. Амин.